Веќе 5 години волонтерството е неизоставен дел од животот на Елена Ѓорѓиевска од Струмица. Од млад волонтер, годинава ја презеде улогата на дисеминатор во програмата Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, пренесувајќи го своето искуство на новата генерација волонтери. Заедно со нив учествуваше во подготовката и реализацијата на малите ПХВ проекти, преку кои младите своите идеи ги претвораат во конкретни активности од корист на заедницата. Да се помогне некому, да се разубави нечие секојдневие, да се поттикне солидарноста или преку уметност да се испрати порака за заедништво. Тоа беше заедничката цел на 5 мали ПХВ проекти што годинава ги реализираа младите волонтери на Црвениот крст од Струмица. Работејќи во тимови, тие ги препознаваа потребите во својата средина и преку различни хуманитарни, едукативни и креативни активности понудија конкретна поддршка онаму каде што беше најпотребно. Оваа година нашата општинска организација изработи 5 мали проекти. Еден со интеркултурен аспект, двата беа со еколошки аспект, односно еколошки проекти за подобрување на еколошката свест на нашата заедница. И двата беа од хуманитарен аспект, односно помош на 2 семејства од ранливи категории. Оваа година во ПХВ циклусот учествува околу 27 младинци. Тие беа поделени во 5 групи од по 5, по 6 најмногу, со секоја која има мини ментор, односно тоа е волонтер од нашиот клуб на млади кој има за цел да ги води на групите, да ги насочи и доколку нешто тргнат по грешка пат, да ги насочи кон добриот пат, затоа што се веќе поискусни во волонтерството. Како ги детектираат проблемите? Тие ги детектираат со, како да кажем, нивната имагинација, односно кога ќе им кажеш како сакаш ти да помогнеш, тие право доаѓаат до некоја идеја. Например, едната група која имаше голема желба да помогне на ранливо семејство, тие го контактира социјалниот работник од едно од средните училишта во нашата општина, така дојдоа до девојче која е од ранлива категорија, која му помогна. Девојчето беше матурантка оваа година и обезбедија фустан за матурската вечер, исто така опремија цела соба, спална за девојчето, со што ја избелија, ставија завеси, кревет и душек. Елена вели дека најголемата вредност на ПХВ проектите е што им овозможуваат на младите да покажат дека возраста не е пречка за општествен ангажман. Напротив, со својата енергија, идеи и хуманост, тие можат да направат вистинска разлика и да ги мотивираат и другите да се вклучат во вакви иницијативи. Сметам дека како млади, ние, со тоа што самите ние сме млади, дека од нас потекнуваат тие идеи, сметам дека може повеќе да се подигне свеста, не само за екологијата и за другите работи, затоа што кога ќе се види дека млади како нас, уште мали, уште што не, како да кажем, не сме влегли во светот на вработување на возрастните, дека може стварно да има промена, дека може да се поттикне и другите да го прават тоа. Меѓу младите што годинава имаа поодговорна улога во ПХВ програмата беше и Радица Минкова. Од волонтер прерасна во мини ментор, водејќи една од групите во реализацијата на интеркултурен проект, што обедини ученици од трето одделение од 2 основни училишта во Струмица. Преку заеднички активности, децата имаа можност подобро да се запознаат, да стекнат нови пријателства и да испратат порака дека верската и етничката припадност не треба да бидат пречка за дружење, соработка и меѓусебно почитување. Преку проектот создадовме пријателство помеѓу децата, им покажавме дека сите сме еднакви, без разлика на бојата на кожата, верата, националноста или културата од која доаѓаме. Преку игра, креативни работилници, заеднички активности, децата се запознаа и различностите ги прифатија како богатство, а не како пречка во дружењето. Децата посетија различни верски објекти, децата од муслиманската вера посетија црква, а додека христијаните посетија џамија и видоа дека сите сме исти. Идејата за проектот произлегла од секојдневните ситуации што младите ги забележуваат во својата околина.
Шестмината волонтери од тимот препознале дека предрасудите и стереотипите поврзани со етничката и верската припадност се уште се присутни, па одлучиле токму преку дружење и заеднички активности со најмладите да придонесат за нивното надминување уште од најрана возраст. За нас најголема победа беше детските насмевки што ги видовме на лицата и желбата за тие повторно да се дружат. Преку проектот научив дека и малите чепори може да создадат нешто поголемо, иако можеби на почетокот беше тешко, професорките можеби не веруваа дека ќе успееме, но ете успеавме и се здобивме со висока оценка. И нашиот проект беше препознаен од комисијата и сме срекни за резултатите. За Борис Тасовски, волонтерството не е само начин квалитетно да се помине слободното време, туку можност да се помогне таму каде што е најпотребно. Вели дека чувството, кога ќе измамиш насмевка или ќе го олесниш секојдневието на некого, е најголемата награда, а да се биде волонтер е вистинска привилегија. Јас сум дел од Црвениот крст веќе 2,5 години, одам на 3, па се запознав со Црвениот крст кога бев онака излезен и ги видов по летниот време како дават води и на мене ми дадоа и ги прашав дали може и ја да се зачленам да волонтерам и они ми рекоа дека можам кога сакам од понеделник до петок, бидејќи многу е супер кога ќе му помогнеш на некој и ќе му ја ведеш насмевката право многу добро ти иде и на тебе и на луѓето што им помагат. А има некои ретки луѓе што им треба баш помош и од овие ПХВ проекти многу им помагаме со овие мали проекти, например кревет ќе им купаме со акциите што ги организираме од ПХВ-то или па храна со пакет со храна. Повеќе од 20 години програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности создава нови генерации млади волонтери низ целата држава. Само годинава беа реализирани 195 мали ПХВ проекти преку кои стотици млади покажаа дека хуманоста не се мери со големината на делото, туку со желбата да се помогне и да се направи позитивна промена во заедницата.